Ве молам, ќе ми кажете ли што сте вие по професија? Негователка. Во која градинка? Во Влај. Дали вие на работното место чувствувате некаков страф? Па понекогаш. Зошто? Па е така децата да не паднат, да не се удрат. А дали овде чувствувате страф? Помалку имам трема. Па има неколку начина на кои го приметиме ние како лекари. Дури они не се ни свесни дека имаат страф од прегледот. Кога ќе земеме да им мериме притисок, крвниот притисок, ќе осетиме дека тој нагло ќе се качува, па кога ќе се смири малку пациентот, кога ќе помине стравот, тогаш притисокот ќе дојде на нормалата. Кај некои пациенти имаме и појава на потење, наменување на бојата на лицето, или ќе побледат, или ќе поцрвена. Овој пациент дали се чувствува дека се плаши? Па видите дека стега устата и едва зборува. И тоа е една од појави на страф. А вие дали се плашите од него? Па јас имам малку, не страф, али трема. Од нас? Од вас. Инаку, за време на прегледот се дешава и кај мене стравот. Дали ќе успеам да се приближим до пациентот? Дали ќе можам да го доведем во такво стање да пациентот се отвори пред мене и можам да го прегледам како треба? Ве молам, вие како лекар доаѓате во различити ситуации кога пациентите можат со тој страф да дојдат во некои незавидни ситуации. Да. Ако вие како лекар истовремено се уплашите за него, како ќе им помогнете и колку е тој страф користен? Тој страф е само некористен, не може да биде користен. И затоа секогаш се трудим да тој страф го победим бар пред пациентот. Јер многу е тешко тоа ако пациентот осети дека се вие плашите и нема поверење према вас. Значи не можете да му помогнете. Јер само влегување во нашата установа кај пациентот ствара страф, што ќе ми рече лекарот. И не мораме тој страф прво во себе да го победиме, па после и кај пациентот. Би зборувала за стравот при сон, кој почесто не прогонува така ноќе, кога сме исплашени, сакаме да бараме помош, меѓутоа тогаш како да не издаваат силите, целите се зноиме и не можеме да се снајдеме во таквата ситуација. Меѓутоа ми се чини дека истото тоа ми се случува и во животот секојдневно, но само сега во сонот тоа некако подсвесно се манифестира и можеби е поманифестно кога ќе се разбудиме така усплахирани, возбудени и целите озноени. Чико, ве молам да ве прашам нешто. Се плашите ли вие од нешто? Како да се плаши? Вие се плашите ли од нешто? Не. Од нешто? Ништо. Никогаш не сте имали Не. страф? Вие, дечко, дали се плашите од нешто? Не. Во моментот чувствувате ли некој страф? Не. Никогаш не сте имали? Никогаш. Вие? Шо? Дали се плашите од Не. нешто? По животот нешто не се плашите? Не се плашам делимично. А што значи тоа? Што делимично? Делимично вака како у кој момент сум. Например, можете да кажете кога се плашите? Например, се плашам од некоја моментална ова несреќа или болест, моментални, а иначе не се плашам. Моментално се плашам. Сте имале некој ден кој памтите во живот кога многу сте се исплашили? Су имал како не. Например, од изненада сум паднал болен, така и се изисплашив, имав нешто внатрешна болест за околу 3-4 дена. Таа болест на мене уделуваше и пројде. Што мислите вие, дали стравот е користен? Стравот е штетен на човекот, Зашто мислите? бидејќи добива разни болести од телото. Вие конкретно од што се плашите? Јас, да ти кажам, моментално од ништо, у случај вака некој поплави, земјотреси и така дале. Или од напад од човек може, така што се чутах.
Некој да ве нападне. Да, иначе друго не. Вие, дечко, се плашите ли од нешто? Ми плашим се сигурно. Одошто? Прилично од некои моментални некои појави, кога не очекуваш нешто. Дали ви се случила некогаш во животот многу да се исплашите и да го памтите тој живот? И како изгледа тоа? Случува се многу ретко. Најчесто ние како ученици се плашиме од кецови. А вас ви се десило ли нешто во животот да се плашите од нешто? Во неколку емисии би се обиделе да го презентираме чувството на стравот, со кое е проследен човечкиот живот од неговото раѓање па се до згаснувањето. До толку повеќе што екзистенцијата на современиот човек се повеќе се зацртува со чувството на страв и со неговите, така да речеме, неброени варијанти и облици. Од човековата стаписаност пред сетилната сензација, па се до стравот од војната за која толку многу се пишува и се зборува на радиото и телевизијата. Ве молам, вие работите во банка, нели? Дали чувствувате некаков страф во моментот? Страф? Да. Не. Од нив? А што би било ако ние не сме телевизиска екипа па ви ги земеме овие пари? Па не се на кај вас, кај мене се парите. Јас ги држам. Влеземе вака. Немаше да влезе, не ми е страх ништо. Друг некаков страф дали чувствувате? Не. Во животот? Со пари работам толку време и страв немам. Не во врска со парите. А зашто? Воопшто мислам како мајка, како жена. Дали се сеќавате на некој момент во животот каде што сте претрпеле голем страф? Голем страв да сум претрпела. Не се сеќавам. Толку страв некој голем да сум претрпела, не се сеќавам. Значи вие воопшто од ништо не се Не се плашите? плашам. Има моменти кога стварно некогаш треба човек да се исплаши. Зашто ние работиме регулирање на сообраќај, кога сме изложени стварно на голем сообраќај, големи гужви и се на раскрсница кој ќе застанеш, нормално е тоа. Ние не осеќаме страф, меѓутоа осеќаме после тоа, после работно време извесен страф, ако би можело се деси нешто или да се случи нешто така. Во тој смисол, иначе друг страф вака, мислам, по поглед на регулирање или нешто не се плаши. А сега конкретно, дали чувствувате некаков страф посвесно од тој несвесниот што мисли? Конкретно не чувствувам страф, зашто ипак не очекувам така нешто да се случи, зашто сега ипак ние овде по друго местото. И некој како човек, вака мислам, не во како сообраќаец, дали се плашите? Видите, не се плашам, меѓутоа секој човек нормално во подсвеста има известна доза на страф. Тоа, ја ми се чини, секој здрав човек би требало да има страф. А дали мисли дека е стравот користен или штетен? Па видите, во некои моменти стравот е користен, меѓутоа во некои моменти е штетен. Штетен е, например, јас сега ќе се послужам со пример во сообраќајов. Пример, возач кој што има страф, кој што не е сигурен сам во себе, он е прво за себе, мислам, опасен, а воедно и за другите опасен. Зашто он со самиот страф, он е преоптеретен со тие мисли, така да не може да се сконцентрира при вожњата и така доаѓаат и почесто до тие сообраќајки и така. Дали се сеќавате на некаков ден во животот кога најмногу сте се исплашили? Не мора сега, како милиционер, меѓутоа како дете. Има ли некој ден? Па видите, јас имам во детството еден случај така ми се има десено. Тогаш во моментот се неам исплашено, меѓутоа покасно прилично сум се исплашил зашто ми зависела смртта. Мислам животот ми зависел од тоа. Имено јас сум роден таму од Македонски Брод, кај што е планински предел. И нашиот терен е стрмен. Па имам паднато така лошо да сум се тркал неколку 30-40 метри така. Во принцип се мисли дека чувството на страф е негативна појава. Тоа не е точно, затоа што кога стравот е објективно условен, тој ја мобилизира личноста и ја ангажира со една единствена цел да ја надмине опасността. Меѓутоа, кога стравот се всади во човекот на начин што го пореметува неговото
нормално существување, станува компонента на животот која го прави тегобен и го спречува нормалниот прогрес на човековата личност. Токму ова ќе биде тема на нашите емисии, во која ќе ви презентираме случаи од клиничката пракса, а кои се секидневни, па сепак на некој начин недостапни на обичната обсервација. Во оваа уводна емисија ќе ви презентираме неколку најкарактеристични случаи на стравот. Да напоменеме веднаш дека стравот е придружник на сечи живот и тој како да има некоја магична моќ го привлекува човекот. Затоа имаме неброени примери. Да речеме од современата филмска уметност, каде е веќе створен и специјален жанр на страв и ужас. Можеме слободно да кажеме дека филмската уметност го има максимално комерцијализирано стравот. Овој жанр е најпосетен од гледачите, та дури и од оние кои што не би смеале да си ја дозволат возбудата. Инаку, како би можеле да го објасниме феноменалниот, комерцијален успех на филмовите како што се Ајкула, Екзорцист и Предскажување? Например, во некој филм кој доаѓа кај нас да игра, или Прва љубов, или некој друг бил, некои сцени има такви развешане да публиката не може да истрпи, да издржи, да таков е филмот и самата публика искача надвор. Се случило некој да падне во нешто? Се случи, има и тоа. Има учекалната доаѓа, па падење, па мораш да го дигнеш, да го однесеш доле, да го измиеш со вода, разбешане, да му дадеш вода. Или ќе му дадеме столица да се одмори, разбеш, па ќе му речеме на ваздух малку да искочи, да се освежи малку и така. Ве молам, кога играат такви филмови, често салите се преполни. Преполни се. Што мислите, зошто доаѓаат луѓето да гледаат, а понекогаш повеќе од нив знаат дека во тие филмови има многу страф? Од самата психија некој човек боледуе од тоа, од тие работи, а филмот сака да го гледа, кој ќе дојде на таква сцена, и мора човекот разрешене не може да издржи. Мора зашто се онадора, зашто што публиката доаѓа тоа што има, значи, читано романи, разрешено тоа и како е снимано тој филм и има содржина на филмот, не разбираш, па онда доаѓаат и така. А стравот не е причина. Па стравот до негде, разбираш, не е. Меѓутоа, треба да се истакне дека и вистинската уметност се зафаќа со овој проблем, како што се Хичкоковите филмови, во кои стравот е прикажен како неизбежна компонента во современата екзистенција на човекот. Може да се рече дека стравот преминува и во една изразено филозофска категорија, посебно во делата на современите филозофи како што се Ками и Сартер. Се пропадна сериозно. Фома ме затекна во градината токму кога ја бакнав настиенка. Тргнав за да ја видам. Таа таму честопати доаѓа кога треба да поразговара со мен. Последново време се состанувавме рече си секоја ноќ. Само веќе сигурно знам дека ни влегле во трагата. А знам дека тоа е масло на Ана Ниловна. За известно време прекинавме. А еве денес пак потреба да се најдеме. Доаѓам јас со надеж дека ќе ја затекнам, а таа веќе цел час седи таму и ме чека. И таа имала нешто да ми каже. Имавме многу да си кажеме. Дење не смеам ни да гледам во неа. Таа гледа во еден ќош, а јас намерно во друг. Боже, не сум забележувал дека таа била тука. А еве, ноќе ќе се најдеме, па ќе се разборуваме. Два збора не успеав да ги кажам. Знаеш, срцето ми се растрепери, солзи ми потекува. Почнав да ја молам да се омаже за тебе. А таа, не, вие мене не ме љубите, вие ништо не гледате. Па кога ми се обиса на вратот, па кога почна да плаче, јас вели само вас ве љубам и за никого не ќе се омажам. Уште денес ќе појдам в манастир и таму ќе останам. Гледам, Серјошка, а пред нас Фома. Седел зад грмушки
и го чекал токму тој час. Јас премрев. Настенка побледна, а Фома Фомич со прст ми се закани. Разбираш ли, со прст ми се закани. Леле, што Русвај ќе биде утре. Леле, што Русвај ќе биде утре. Со стравот во нашата професија ние се среќаваме скоро секој ден. Тоа е исто како што се среќаваме со љубовта, со мразата. Само ние, професионалните актери, разликуваме две врсти страв. Едно е страв кој треба да се игра во ролјата и страв, професионален страв, кој е наш приватен страв. Ние го викаме тоа трема. Многу е опасно кога приватниот страв порасне толку голем, стане толку силен, да го згрчи актерот, да го уплаши, да не може да биде психофизички, да биде слободен. Се случуваат примери, има и анегдоти, има такви, кога на добри актери му се од голема трема, му се одземи гласот, му се укочат ногите, не може да оди. А постои едно пријатно чувство кога осеќаш дека си возбуден, една благотворна трема, кога си возбуден и кога просто уживаш дека се ти оди лесно од рака, секој чувство е со мерка, кога можеш да се контролираш. Во таквиот страв актерот ужива. Секоја, макар и најмалку заканувачка ситуација во животот, предизвикува страв, но наедно со тоа и предупредување за опасноста со која мора да се соочиме. Со ова всушност и започнува стравот, а тој степен на неговото постоење го наречуваме анксиозност. Во повеќето случаеви, анксиозноста е позитивна, затоа што како сигнално звонче опоменува за опасноста со која се соочуваме. Секој студент пред испит го доживеал оваа чувство, кое има и своји надворешни, така да речеме, телесни манифестации, а тоа се потењето, забрзаниот пулс и други симптоми, додека пак веруваме дека многу домакинки го има доживеено ова, ако на среде улица одеднаш се посомневат дека го оставиле електричниот шпоред вклучен. Дали чувствувате некако страв пред тргнувањето? Па пред тргнувањето уопште немам никаков страв. Мислам, возам слободно така што уопште не се плашам од ништо. Али за време возење? Али за време возењето сепак мора човек да внимава и да така биде малце повнимателен, да не нешто налета и сепак мора да има некој страх. Кога вие имате радио во автобус? Да. Од време на време понекогаш радиото јавува за некоја сообраќајна несреќа. Обавезно, штом ти јави, значи малце тогава одма имаш некоја трема, сепак, значи не си баш така слободен во тај момент, одма живците ти почнат да играат. Значи сепак постои страв. Да, постои страв за тоа време, постои. И тоа јаш како? А дали се сеќавате на некој момент кога сте доживеле таков страв за време работата да се сеќавате цел живот? Па ја видите, досега немам баш таков, мислам, удес што било ја да сам налетал на таков удес или ја да сам учествувал пример во тоа. Не сум имал такви работи. А кога избегнете понекогаш? Али кога избегнам од такви работи, тогаш баш осеќам некоја вака трема, целите живци ми се тресат.
Видовме како стравот делува раздвижувачки и како на некој начин ги активира сите психички и физички сили на човекот со една единствена цел да ја преброди ситуацијата на стравот која на некој начин му ја загрозува екзистенцијата. Да напоменеме дека оваа реакција е сосема адекватна на дадената ситуација. Разбирливо е ако кажеме дека во секидневието ние не ги искористуваме максимално нашите психички и физички сили. Ние само делумно ги користиме за да се справиме со секидневните проблеми. Кога човекот доживува интензивен страв, тогаш се активираат сите одбранбени механизми максимално и токму заради тоа неговите реакции понекогаш ни се чинат надчовечки. Веруваме дека многумина од нас ќе можат да се присетат на ситуација кога под налетот на стравот имат направено нешто што во нормална ситуација не би биле во состојба да го сторат. Меѓутоа, кога стравот постигнува интензитет, така да речеме до усвитеност, а при тоа постојано расте, неговиот резултат е потполно кочење. Од оној висок степен, од оној момент на избувливост, па се до крајот на конкретната ситуација. Кога стравот е предизвикан во ситуација на реална опасност, независно од неговиот интензитет, тој може да покрене во човекот такви емотивни активности, доволно силни да го потиснат стравот и при тоа да зацртат во човекот такви етички димензии, што ни самиот тој не би ги очекувал. За ова имаме неброени примери од историјата, посебно во периодот на револуцијата, кога опасноста индивидуата ја доживува групно. Меѓутоа, индивидуалната структура на личноста останува важечки и важечка, затоа што и секој поединец е поинаку мотивиран. Ќе бидете добри да ве прашам некој прашање. За телевизија снимаме една емисија. Темата е страв. Дали има некој од вас да е член на Сојуз на борци, да е борец бил? Сите сме. Сите борци сте, нели? Да. Дали можете да се сетите на некој момент кога сте претрпеле страв за време војната? Само ние сме од Егејска Македонија и повеќе таму сме борели страв и имаме видено доста 3 години во граѓанската војна на Грција. А овие што биле најдобри борци од вас, од сите, дали тие херои што ги викаме имаат страв во себе? Дали тоа херојство го правиле под Секој човек се плаши кога ќе дојде моменти, да речеме такви. Секој човек се плаши. Ама тоа не ќе се каже оти треба да биде тако на секој пат, да речеме. Не знам дали ме разбирате. Да разбирам. А дали се сеќавате на некој момент во живот кога најмногу сте се уплашиле? Има многу такви моменти у војната. Има многу такви моменти. Безбројни се, безбројни. 3 години у борби у планина, тоа беше ужасно. Оди таму ние имавме граѓанска војна 100 на 1. Со сите средства они бе, ние беме со помалу средства и затоа имавме една нерамна борба. Во таа борба дали најмногу чувствувавте страв да не погинете или страв од нешто друго да... Страв да не паднеме нешто ранети или живи у раците на непријателот. Иначе... Најголемото страх тоа беше. Како што веќе рековме, стравот е сопатник на човековото секојдневие. Изнесовме неколку примери на реално мотивиран страв. Во наредните емисии ќе се осврнеме на стравот
како на една ирационална категорија, како едно предимензионирано чувство кое максимално го ангажира човекот и кое на некој начин го чини психички и физички инвалид. Ке стане збор за почетоците на ирационалниот страв, за неговите чудни содржини, за тоа како се развива до степенот што ја кочи личноста, што ја измачува и ја спречува незината нормална активност. Постојат луѓе толку обседнати со стравот, што не можат да се грижат за својата собствена екзистенција. На овој пункт доаѓаме до социјалниот аспект, до социолошката фактура на овој проблем.